Поврзи го квалитетот со потеклото. Ова е едно од прашањата, односно главното прашање за кое што ќе зборуваме денеска, географски ознаки за храна и што представуваат тие за нашата држава. Ова утро сме заедно со Златко Еделински, председател на Сдруженијето за заштита на земјоделско-прехранбени производи со географско и со традиционално потекло. Добро утро за нашиот гост. Токму така, добро утро и на вас и благодарам за можноста денеска да се представиме како здружение, а и воедно да го искористиме ово учество на оваа емисија за престојниот настан на 26 и 27. Тоа е првата регионална средба на имплементатори на географските ознаки за преработки и производи од храна и земјоделски производи од Западен Балкан. Што значи дека ќе имаме завршен настан за да видиме до каде сме со активностите во заштита на нашите македонски производи, земјоделски производи и прехранбени продукти со географски ознаки. Што ќе значи таа за нас, за Македонија? Кој се ќе учествува? Јас многу сакам да кажам дека е многу значајна оваа средба, затоа што за прв пат нешто се случува на таа тема, затоа што до сега секогаш било во некои зачетоци, но никогаш не имало имплементација, конкретна имплементација, токму Сдруженијето кое го посочивте, тоа е поврзи го потеклото со квалитетот, е дел како локален партнер од проектот кој е имплементиран поддржан со средства од француската влада, која со имплементација од СИРАД, тоа е Француската агенција за истражување во земјоделието, ни помогна да влеземе во темите за географски ознаки кои многу одамна се говорат, но меѓутоа не се имплементираат. Што значи тоа? Тоа значи дека нашите традиционални производи, кои секако знаеме дека имаат репутација и квалитет на веќе постоечките и етаблирани се и на домашниот и на странските пазари, се препознатливи, меѓутоа не се означени за да бидат уште поубедливи, односно да добијат некоја додадена вредност со која се означува и се кажува на потрошувачите дека таа ознака дава сигурност за квалитет и стандардизиран производ и потекнува од подрачје кое каде што се прават унифицирано и уникатно тие производи. А велите дека со една од целите кои што ги има Сдруженијето е овозможување на производителите да постигнат одржливост во тешки пазарни услови, да се придонесе за подобрување на конкурентноста и поддржување во нивните напори да стигнат до потрошувачите кои што претпочитаат или бараат традиционални производи или пак производи од одредено подрачје кои што се, како што кажавте, познати по својот квалитет. Колку јакнењето на улогата на овие географски ознаки ќе влијае на руралниот развој? Свесни сме дека со години наназад нашите земјоделци едноставно и покрај тоа што произведуваат квалитетен производ, не можат да го продадат или го продаваат по, ќе се осмелиме да кажеме, смешни цени. Така е. Токму оваа алатка или географското означување на тие производи, дали земјоделски производи или преработки од тие земјоделски суровини, ќе овозможат развој во нивните средини, односно да се подигне нивната повеќе искористеност во правецот на преработки кои подоцна со пласирање на пазарот ќе се пласираат како производи со додадена вредност. Што значи тоа? Дека со додадена вредност се зголемува и нивната профитна маржа, односно која ќе влијае на самите производители и ќе ги поттикне и понатаму да произведуваат, но со многу поголем интензитет и капацитет, за да тие производи се пласираат во што поголеми количини. Меѓутоа, означувањето значи и заштита на автентичноста и вкусот, и тоа е сушност оно што ќе ги одели од конкуренцијата, затоа што, рековте во најавата, поврзи го квалитетот со потеклото, токму е идејата на ово означување. Не само кај нас е релативно нова активност, меѓутоа во земите од Европска унија, поготоа Италија, Франција, кои се лидери во овие активности, имаат огромни економски добивки, односно со извозот на тие
производи и пласирање дали на домашните, дали на извозните пазари, поготово преку океанските пазари во Америка и Австралија, каде што нивната диаспора токму ги троши тие производи затоа што тие се поистоветуваат со потеклото на тие производи и веројатно затоа и толку развиен туризмот во Италија, поготово агротуризмот, затоа што кога консументите со италијанско потекло во Соединетите Американски држави ги пробуваат тие производи, знаеме надалеку познатите пармезан, гран падано, вината и така натаму, токму сакаат да дојдат во регионите каде што се произведуваат тие производи. Затоа кажувам дека тие се производи со додадена вредност. И бира морети, не заборавајте за ние што консумираме пиво. Така е. Едно меѓу прашање на кое што Јована ќе се надоврзе со третото, велите дека да ќе се заштити оно што ја произведува храната традиционална, меѓутоа како ќе ги заштитите потрошувачите, ќе имали контрола на квалитетот на она што го нудат. Добро прашање, го очекував тоа. Но прво да кажам дека всушност зашто се појавија овие активности за географско означување. Пред се заради измамата и на потрошувачите, односно од напливот на имитација на производи на пазарите. И самите сме сведоци на ова подневна дека имаме доста производи неквалитетни, а кои ги имитираат квалитетните производи. Ја ќе посочам слободно, и денеска на зелените пазари се продава беровско сирење без никакво означување, само брендот го користат, односно репутацијата на тоа квалитетно, традиционално, добро изработено сирење за нашите трпези. Беровско сирење секој го познава и секој кога ќе каже беровско, јаде беровско. Тоа и шишевски домат исто, сите домати на пазарот се од шишево. Измамата или фуд фродот популарно во Европа или во светот е главната причина за почетоците на овие активности за географско означување. Меѓутоа реков, со географските ознаки се додава и вредност на самите производи, а тие се кога се означени веќе се и за подобар пласман производите, а и воедно ќе служат како алатки за привлекување на туристи во подрачјата каде што тие производи од каде што потекнуваат. Јас со пилот проектот сега Сдруженијето работи на заштита на млечните производи од Малешевијата, односно Малешевскиот регион, каде што идентификувавме неколку производи, како што е препознатливото овчо сирење беровско, рековме, така наречено жежено сирење, малешевско биено сирење, буламач и некои други производи. Добре, компирот не го спомнувате? Не, бидејќи проектот се фокусира на производи од анимално потекло, затоа ги спомнав тие. Добро, ве разбирам, ме потикна тоа дека еве ги спомнуваме, го спомнавме и доматот, еве јас компирот, затоа што зборите за Малешевијата го спомнав како едно обележје. Се чини дека имаме богато земјоделско наследство, но го немаме веќе истиот квалитет како некогаш. Верувам дека едно од многу фактори тука се во прашање, верувам дека и едно од работите за кои што ќе зборувате е и таа, претпоставувам. Токму, затоа јас сега ќе ги посочам и тие работи преку ознаките кои ќе треба да се работа, односно означуваат производите. Една од тие ознаки е заштитена географска ознака за производ. Што значи поточно? Токму сега тоа го работиме со пилот проектот, тоа значи дека производот кој ќе го идентификуваме за заштита од Малешевијата, еве да пример нека биде биеното сирење, малешевското биено сирење, ќе значи дека треба да го заштитиме од аспект на сите инпути кои го допринесуваат за создавање на тој производ. Тоа е од суровината, од млекото, од кое се прави сирењето, потоа од храната која ја користат животните кои го создаваат млекото, значи дека сите тие фактори треба да бидат и нормално традицијата не смее да се заборави, затоа што рецептурата и традицијата е фактички појдовната точка за одредување на некој производ кој треба да се означи. Сите овие фактори треба да бидат од едно географско подрачје
кое што е За да може да се заштитите, да добиете ознака, така? И тоа ќе биде малешевско биено сирење. А ќе работите на целата територија? Сега го спомнувате и со Сдруженијето ќе работиме и на заштита и на други производи. Например, маџунот е производ кој е доста актуелен во последно време како од аспект за здрава исхрана, меѓутоа како производ тој е карактеристичен исклучиво за македонското поднебје. Потоа пинџурот македонски исто така во окружувањето никој не прави пинџур. Има и доста други. Ви споминавте млечните производи, можете и Маријевското биено сирење исто така. Па добро, можете и угаличник. Може и меѓутоа тие пити кашкавал да ги заштитите исто така. Морам да споменам дека постапките и процедурите за географско означување и до конечна сертификација во Брисел е многу макотрпен пат. Во една прилика Но верувате во процесот, да. Да ве гледам дека со голем ентузијазам Само ќе зборувате. посочам дека во една прилика италијанската институција која е најмногу инволвирана во географско означување кажа дека постапката за географско означување е равна на и сертификација на дипломска работа. Значи тоа треба да се изоди тој пат. Па добро, ако е лесно не е интересно. Да, и нема да ве примам и се разбира. Постои национална легислатива која треба прво таа да се исполни со сите постапки и процедури, да се регистрира тој производ, потоа следи процес на верификација на домашно ниво со секакви контроли интерни и екстерни, па тек тоа после доаѓа процесот на регистрација во Брисел, односно во Европска унија. Задржете го ентузијазмот и задржете го квалитетот на нашите продукти, она останатото ќе си дојде само по себе. Благодариме што утро бевте. Така е, само уште една тема би сакал да поменам, а тоа е заштитата и на нематеријалните богатства на Македонија. Тоа се традиционалните јадења кои ќе ги работиме во заштитата нивна во подоцнежната фаза, плюс сите практики, изведби, обичаи, инструменти, културни простори кои што се случуваат настани, сето тоа е предмет на заштита со географско Еве покана за нова тема. Благодариме што бевте утро со нас. Благодарам на вниманието и на можноста за учествување. Мисијата е заедничка. Македонската телевизија ја има таа улога и благодариме.